Да речеме пред 100 години се делевме на македонци и македонски бугари. Па 1 милион македонци отидоа да живеат во Бугарија, 1 милион македонци останаа тука. Денес се делиме на македонци словени, македонци со античко потекло, па се делиме по разни етнички прашања и така натаму и така натаму. И ние сме толку поделени што ова дополнителна подела мислам дека многу посериозно ќе се одрази врз македонскиот идентитет него било што друго во моментов. Да, добро, ова е така поширок коментар од ваша страна. Точно е дека македонците, односно луѓето што живееле на оваа територија се делеле и дека тие поделби крваво завршувале во минатото. Меѓутоа постоеше 50 на 60 години еден стабилен идентитет кој што не доведуваше, беше прилично стабилен идентитет затоа што беше резултат на еден интересен процес на градење на нација. Збориме за периодот на комунизмот. Тоа што вие го нарекувате комунизам, јас го нарекувам, предпочитам да го нарекувам социјализам тука. Добро. Значи, во тој период имаше некаква политика на градење на идентитет. Да. И сега е клучното прашање, ако сега дозволуваме за 2 години тотално да го смениме идентитетот и да биде пежоративно, дури навредливо на некој да му кажете дека сте словен. Со тоа ќе ги потврдиме само тезите од пред еден век на некои дипломати, дајте ми 3 милиони франци, јас ќе им го сменам идентитетот на луѓето. Ние докажуваме дека сме тесто кој може или пластелин кој може кој како сака да го меси. Па дури Симон Радев, ако се сеќавате. Само момент, ако ми дозволувате, тезата дека некои наши соседи се обидуваат да не го поткопаат идентитетот, е апсолутно вистината, меѓутоа проблемот е во тоа што Антонио Милошевски? Да, меѓутоа проблемот е во тоа што ние им помагаме многу во тоа. Колку им помагаме? Некои наши прилично. Значи веќе имаме на јавна лицитација да се определи каква е нашата генетска структура. Видете, литературата за период на Александар Македонски, односно Александар Големиот е огромна. Недоволно преведена во Македонија, меѓутоа во свет вие имате например огромна литература. И во таа литература не сум сигурен дека нашиот аспект се брани, да речем, дека ние сме директни некои наследници и така натаму. Многу интересно зашто да речеме Ману не се изјаснува за целава работа. Веднаш позади нас некаде во рок од 3 месеци тука треба да никне новиот споменик на Александар Македонски во некој рок од 3 месеци. Според едните информации треба да биде висок 35 метри, вторите информации треба да биде висок 18 метри. Меѓутоа клучното е прашање каде всушност ќе гледа тој Александар Македонски. Дали ќе гледа кон Брисел кај што треба да се движи македонската современа држава или ќе гледа повторно кон Пела, односно уште подлабоко ќе не закопава нашето историско минато. Се наоѓаме на плоштадот Македонија, тука според едни варијанти треба да биде изграден тој споменик на Александар Македонски висок 18, според другите варијанти 35 метри, во секој случај ќе биде изграден тука. И каде според вас ќе биде насочен погледот на Александар Македонски кон Пела, која е една типична грчка селендра на тој пат помеѓу Солун и Воден, или ќе биде насочен кон Брисел кај што треба да се движи современата македонска држава? Васко, знаете што сега да кажам? Мислам, ова ми делува тотално депласирано, целава приказна со Александар Македонски, освен ви велам само во контекст на некакви ефтини реклами. Некаква туристичка овака. Ниту јас, ниту вие не наметнаме таа приказна, некој наметна таа приказна. Ама некоја подлабока смисла стварно е туку е тривијално што толку ли тешко живееме, толку ли не тесно во нашата кожа и сакаме да избегаме, толку ли имаше одредена дебата минативе денови кој што вели ние ги рушиме старите комунистички митови, демек словенството и останатото биле стари комунистички митови, сега ќе градиме нови митови. Какви митови и на која платформа ќе градиме тие митови? Знаете што е за мене многу поважно? Ние многу малку знаеме дури за собствените, да речам, дедовци и баби или прадедовци, прабаби. Работам во тој сектор, во култура, доста патувам, особено во регионов. Доста се дружам со тие луѓе. Знаете со што се бават таму, да речам, современите историчари најмногу или современиве луѓе од невладиниот сектор и од културата? Со откривање, да речам, на потиснати некакви важни културни наследства, скорешни релативно, улогата на жената, да речеме. Мене ми е многу поважно што правиле жени во 19 век во Скопје. Може би се плашиме од тоа поблиско, може би се плашиме од тоа поблиско минато, бидејќи знаете, темелите на кои ќе градиме современата македонска нација или ќе темелиме современата македонска нација се црквата, кај што имаме проблем со србите или србите имаат проблем со нас. Тоа е Александар Македонски кај што имаме проблем со таа античка филозофија со грците и словените кај што имаме проблем со бугарите. И трите столба на кои треба да градиме таа современа македонска идентификација, ние ги имаме проблематизирано или не ги проблематизираат нашите соседи. Ви викам, ова се големи, веќе досадни политички теми, политичко-историски. Ја мислам опасни. Многу опасни, тоа се гледа, тоа често доведувало особено на Балканот, ма не само на Балканот, сегде, само што во поново време на Балканот. Сега да речеме, баш до големи проблеми. Директорот на архивот на Бугарија
Божидар Димитров ќе бара корени дека бугарите всушност се Александар Македонски наследници и дека некаде потекнат тамо некаде од Волгоградска Бугарија. Од друга страна, србите до пред 5 или 6 години, ако не и до ден денес, развијат теза дека на Косово 1389 година, кога беа до Нозип истепани од турците, всушност го спасиле христијанството и ја спасиле таа европска цивилизација. Ние велиме дека со Александар Македонски сме освоили Индија и денес Европска унија ништо не може, бидејќи сме ние таков еден небесен народ кој може до Индија да стигне и да ги спои двата океани. Тоа се шашми, на пример, со кои треба овие млади генерации да растат. Васко, стварно е, ви викам, многу ми е глупо, мислам, просто се осекам глупо што и трошам медиумско време. Ова се за мене бајки. Ово што вие го говорите е некој модерен тренд во рамки на Европа. Меѓутоа, овој процес кој се случува кај нас, они го живеа 19 век. Во времената романтизам, кој бара различни корени. Италијаните ги бара корените до Цезар, до Рим, не знам, хрватите ги бара во Персија, па и во времето на Туџман. Ние ги бараме во античките македонци, во Александар Македонски. Проблемот е тоа што брањето на корените, да, си го бараме со Боринче по ќошиња, искрено да ви кажам, затоа што и тоа се обидуваат некои да ни објаснат дека брањето на корените, ала кунта кинте, дека било процес на евроинтеграција. Тоа е најголемиот парадокс што може да ни се случува и што се случува. Она што е битно, се враќаат некои поделби. Партијата која што во своето име има зборот единство, води разединувачка политика. И тоа токму по линија на идентитетот. Преговара за идентитетот, спремна е да плати некаква цена за идентитетот и помага во обидите на активно на соседите за подкупување. И добро, ако на една маса денес седат македонец со словенски, македонец со античко потекло, дали се станува збор за исти македонци? Да, значи линијата на подвојување, како што добро сте забележали, на новомакедонци и старомакедонци, како што тоа го вика еден наш познат академски сликар Александар Станковски, или на македонски Словени и антички македонци. Тоа е едната можна линија. Меѓутоа, идентитетот е лично прашање. И секој си има свој собствен одговор. Кој не наметнува таа поделба на новомакедонци и старомакедонци? Значи, кој не пика во таква каша? Свесни ли сме дека влагаме во една таква каша? Видете, тука се прави комплетна конфузија околу идентитетот. Значи, прво не се прави разлика меѓу етнички и национални идентитет. Значи, националниот идентитет треба да биде граѓански идентитет и никој не работи на изградба на еден таков обединувачки идентитет. Бидејќи, знаете, сега нашите во наводници ни пријатели, кои не негираат во изминатите 100 години, денес може да ликуват и велат, односно да ни поентират, па ако вие за 2 години со таква жестока кампања се станале антички македонци, зашто пред 50 или пред 100 години со таква жестока кампања да не сте станале во наводници од бугари или срби македонци? И кој може да ми ги затвори устите на тие луѓе, да рече дека вие сте тестот, вие сте пластелин, кој може со одредена пропаганда да се меси како ќе сака човек? Бете, ние тоа е најстрашното по мене. Ние сме издржале, не знам, 500 и колку години по турците, така натаму, пред се, подпирајќи се на усмената наша книжевност, традиција, значи на народните песни, на народното раскажување, на она што го прави македонецот македонец. Дури на верата, да речеме, значи не ја ставам на прво место, али да речеме како еден дел. И практично тој цел аспект е тоа што не држи. Значи не постоиме ние, не е нашето постоење базирано на некакви митови за Александар Македонски. Тоа постои како дел од традицијата, меѓутоа не е најважниот дел. Многу малку. Да. Барем јас многу малку сум сретнал. Да. И сега, ако распише референдум, кој да се стави во центарот на Скопје, тоа ќе происка Александар Македонски или Јосип Брз Тито, како ќе ни се поделеше државата? Па, веројатно доминантно ќе одеа околу Александар Македонски, па Тоше, па Тито, веројатно, али веќе и тоа е поделба, во право сте би се делеле, би имало за секој по некој. Ние многу малку работи, многиме што ќе не спојат. И ако знаете, не можеме се споиме внатре, како ќе очекуваме да биме спојени во луѓето некој подобро да не се обединуваат околу спомениците и минатото, туку околу визиите и иднината. Многу често спомениците се прават, за жал, не да се види дека некој постоел, туку дека више не е жив, да бидат сигурни дека веќе не е жив. И тука е проблемот, таа ретроградна свест е всушност нужно спорна во однос на политиката, во однос на перспективите на државата, во однос на целата нејзина стратегија. Преокупираноста со минатото не е добра ни во приватен живот, а верувајте ми дека во однос на целата една нација, односно една држава, таа е катастрофално погрешна.